Планинарскиот клуб Љуботен годинава бележи 100 години постоење. Екипата на ние е во клубските простории исто така чувар на 100 годишната традиција. Во клубските простории разговараме со Јован Божиновски, председател на Љуботен. Тој ќе ни раскаже за дел од 100 годишната историја, зачувана во овие простории. Како тетовци треба да сме горди затоа што во Тетово имаме една организација, едно друштво кое што низ себе ја носи историјата на планинарството, не само на друштвото, на клубот Љуботен, туку историјата на развојот на планинарството, односно на планинскиот туризам на Шарпланина. Планинарството како активност е една гранка која што ке нас за прв пат се јавува, значи, избора во Македонија во периодот после Првата светска војна, како една рекреативна активност, организирана активност. Меѓу првите организирани клубови е и планинарското друштво Љуботен, формирано на 23 март 1925 година. Така до тогаш навака започнува таа историја и тој развој, паралелен развој на денес можеме да кажеме на туризмот, затоа што фактички ние како место кое што нели подножјето на Шара имаме пред нас планинарството, планинскиот туризам е основата која што денес и функционира. Така да, во овие простори навистина имаме голем број на архивски материјал кој што може да се подели на неколку дела. Архивски материјал кој што е во видот на документи, архивски материјал кој што е во вид на фотографии, архивски материјал кој што е во вид на предмети од планинарење и од скијање, и архивски материјал кој што е од вид на значки, беџеви, еден вид на одбележја на еден период за одредени случувања кои што се дешавале низ годините. И интересни се колекциите на разгледници кои што ги има клубот. Значи, тоа е колекција на разгледници кои што се планински разгледници, планинарски, која е кореспонденција планинарска. Што значи тоа? Тоа значи дека членовите од тука со членови од други планинарски друштва низ годините си се допишувале и си испраќале разгледници, со тоа што на разгледниците ги има тие планинарски печати кои што се одлика на планинарството. И таа кореспонденција е доста вредна и можеме да се пофалиме, имаме и многу позитивни да кажам мислења и позитивен став од страна на музеот, од мој страна, од Словенија, кога ја видува нашата колекција на словенски разгледници, кои што нели они како институција кои што постојат и кои што работат беа нели одушевени од тоа што клубот го има, а припаѓа на словенското планинарство. Така да од таа гледна точка тоа се собирало низ годините доста време, низ генерации кои што планинари поминувале тука, биле нели чувани тие работи, биле документирани. За жал голем дел од тие работи кога била поплавата во Тетово 79-80 година се упропастени за жал, но сепак пак тие дел од тие материјали се во овие канцеларии на клубот. И како нели 100 годишен јубилеј после ова и како клуб планираме, имаме идеја, имаме во план, имаме одлука таква да отвориме музеј на планинарството и скијањето во Македонија. Споменавте голем број предмети кои што ни ја пренесуваат историјата. За какви видови на предмети станува збор и што значат нели за клубот и за планинарењето, за Шарпланина? Предметите кои што се во клубот се може да ги поделиме на неколку сегменти, кои што се предмети од планинарска, нели за потреба на планинарење, за потреба за скијање, а исто така предмети кои што се одлики на одредено случување, пехар или пак одредена нели значка. Тие работи се доста чувани се низ годините, а исто така нели во последно време се зачувани, да кажам, заштитени со одреден слој
на премац за да нели останат подолго за чување, да баш се чуваат како што треба. Најголем дел се скии кои што ги имаме од почетоците, од тие први скии кои што ги споменав како најстари кои што ги имаме од 25-та година, па се до ден денес. Значи тие скии се всушност првите скии кои што се во Тетово, кои што ги се донесени од Орестие Крстич како председател и основач на клубот. Потоа следните скии ги носи брат Сони Аврамовски, кој што бил прв од Тетово одреден да оди во Марибор на скијање, како да кажем обука за скијање. И кога се враќа во Тетово 29-та година, во рамките на клубот се формира скијачката секција, значи во рамките на Планинарското друштво Љубота. И тогаш се тие почетоци фактички на скијањето официјално кај нас на Шара. И мора да ги споменеме тука рачно изработените скии кои што Никола Колорот, кој што наш член долгогодишен, кој што бил во клубот и во предвоениот, значи зборам за Втора светска војна и во повојниот период, како председател на клубот кој што рачно ги изработувал скиите. Значи он бил човек кој што работел нели во својата работилница на својот татко на коларска работилница, затоа што го знаел занатот. На сите другари кои што се движеле на планинар или скиеле, им изработувал скии, така да имаме чест и да сме благодарни што го имаме уште ден денес неговиот изум, тоа е кривиот струк кој што он го измислил, го изработил, нели од алатот го преработил одреден алат за да направи таков крив струк кој што ќе може да ги направи рабовите на скиите кои што биле по урнек на тие оригинални скии од тоа време. Така да тие сите предмети ги имаме. Така да низ годините, нели, како се движел развојот на скијањето низ годините, додека нели скијањето било тесно поврзано со планинарењето негде до крајот на 50-тите години. Потоа ги имаме материјали кои што се нели планинарски ранци, планинарски чевли, дел од опрема планинарска која што тогаш се користела и секако дека имаме дел од пехарите и значките кои што биле доделувани во тој период на победници или правени одредено за одредено случување кои што ги има. Можеме да ги одвоиме нели значките од периодот на формирање на првите планинарски друштва во Македонија, нели на првите организирани активности во Македонија, а исто така нели на пехарите од Шарпланинскиот клуб кои што се нели женскиот и машкиот пехар кои што се во канцелариите на клубот. Сите тие место име во тој музеј кој што го споменав пред малку. Од планинарската опрема мислам дека може да одвоиме нели некаков пример, като претпоставувам дека пред многу години различни биле до некаде некои од работите што им биле потребни на еден планинар. Имав чест тука во овие канцеларии негде пред 20 и повеќе години да разговараме со Никола Николовски Коларот, кој што нели ни раскажуваше за историјата на клубот, како тие почнале во тој период и нели тогаш ги донесе тие ски и тој алат негов. Меѓу другото прашањето беше точно ова: која опрема и каков вид на опрема користеле, и кажа дека нели во тој период нели опремата била оскудна и била нели со некој низок квалитет. И баш се сеќавам кога кажа, кога ќе заврнеше во Призрен, ние тука веќе кондурите не беа влажни. Значи од преку планина кога ќе заврнел, тука чевлите биле влажни. Така да тоа е период кој што опремата луѓето познавале само како да се заштитат од невреме, од дожд, но не познавале некој вид на материјал. Така да тој материјал кој што бил од чој, од волна, бил тогаш такви материјали биле изработувани тие работи, но потоа како што нели се развиле, како луѓето се излекувале надвор од Тетово, од Македонија или Југославија и пошироко наоѓале секако вид на опрема и така ги носеле во Тетово. Да речем, како на централно место, тука го гледам и едно знаме од планинарското друштво, нели, Љуботан, со датумот од 1925 година.
ценам дека ова е еден од најзначајните елементи кои што сведочат за историјата. Како успеа да се зачува ова знаме? Ова знаме јас уште кога 95-та година се зачленив беше активно виено на станите каде што се организираше кој што ги организираше клубот. Знамето не е многу одамна, не е датира од 25-та година, датира негде од повојниот период, не е значи некој од претходен период, но зачувано е со тоа што еден вид на материјалот кој што е изработен од срма, од баш оно тежок е, баш е тешко знаме, изработено од срма, од свила е изработено доста тешко, извезено е, рачно извезено тоа знаме. Везено е, знам, постарите ми кажувале дека е везено во гостивар, во некои специјални работилници, рачно изработени во периодот пред 50-60 години, така да таму е изработувано и од тогаш натаму кога веќе имаше ајде да кажам некоја можност да се истото знаме веќе ради временски услови да се уништи, одлучивме да го зачуваме и да го како артефакт да го чуваме тука во клубот. Ја споменавте можноста за музеј, со сите овие предмети, но и сега во клубските простори, во ходникот се поставени голем број на значајни фотографии кои што датираат можеби и околу 100 години. Колку и какви фотографии имате и зашто сведочат тие фотографии? Фотографиите кои што се наоѓаат во клубот се не знам кој ми е број. Значи стварно е огромен бројот, можеби да збориме негде од 3-4-5 фотографии кои што се доста значајни, кои што се поделени на периоди. Периодите се од од формирањето до денес. Имаме фотографии кои што се од претходниот период, кои што биле луѓе, да кажам, посетители на Шарпланина кои што потоа имале контакти со планинарскиот клуб Љуботен, ги оставиле тие фотографии тука. Фотографиите се реткост затоа што ни покажуваат едно време кое што на шара веќе не можеме да го, една фотографија, еден поглед на шара кој што за жал денес не можеме да го доживееме, да го видиме. Онака шара не чепната со она што природно било тука. Денес тие фотографии се зачувани, дел се, како што кажав, од активности, а дел се од луѓе кои што фотографирале. Како посебни сакам да ги издвојам тука разгледниците, разгледниците за Шарпланина, кои што за Шарпланина, но најголемиот акцент е на Попова шапка, кој што оваа колекција која што имаме во клубот е една од највредните, богати колекции, затоа што знаеме дека има колекционери низ Македонија кои што имаат дел од разгледниците кои што се од Шарпланина. Најголемиот дел се основниот дел се некаде преку 300, околу 300 разгледници кои што се од Шарпланина, кои што се изработени од првата разгледница која што била некаде 32 година, па се до ден денес. Кој предмет на вас како председател најмногу ви остава впечаток што не потсетува на изминатото? Мене искрено затоа што сум толку навлезен многу во историјата на планинарењето и на планинарскиот клуб Љуботен. Сите предмети ми се драги затоа што знам како јас бев од тие луѓе кои што ги на еден начин ги среди, ги архивираше, ги документираше низ годините, но не можам да издвојам, можам да издвојам колекцијата на Гого Попов, која што и клубот издаде книга за таа колекција, но би ги издвоил тука и кондурите на еден од доајените и да кажам го викаат татко на модерниот алпинизам, тоа е Циго, кои што се наоѓаат во просторите на клубот, кои што знаејќи пред крајот на неговиот живот, знаејќи дека дел од вредностите за планинарството се чуваат тука во клубот, Циго ги остава тие кондури, ден денеска тие кондури се дел од колекцијата на клубот и дел од планинарскиот клуб Љуботен.
Дали ќе се согласите дека и други луѓе нели колку толку придонесуваат со оставање на разни предмети, фотографии тука во клубот? Благодарение на голем број на членови на клубот, благодарение на голем број на семејства, на претходни членови на клубот, оваа колекција е зачувана, затоа што кажав дека имало поплава која што голем дел од тие колекции ги избришала, но сите членови кои што биле активни во клубот чувале дома во своите домашни архиви, домашна документација дел од нивните активности во клубот, така да благодарност до сите семејства кои што ни помогнале, благодарение на тие податоци, документи, фотографии кои што ни ги дале денес, тие се чувани во просториите на клубот и така преку нив делото на тие луѓе ќе живее низ годините во Планинарскиот клуб Љуботон. Христина Коруновска ќе ни раскаже за активностите со кои цела година Планинарскиот клуб Љуботон го одбележи 100-годишниот јубилеј. Христина, со кои активности Планинарскиот клуб Љуботон годинава одбележа 100-годишен јубилеј? Годинава имавме повеќе активности кои беа во знакот на 100 години Планинарски клуб Љуботон. Започнавме со роденденската тура на Лешница уште од април годинава, на која имаше доста голем број на планинари, ентузијасти и љубеници во природата. Потоа беше нашето 43-то традиционално искачување на Титов врв, кое традиционално го организираме секоја година и тоа беше годинава во знакот на 100 години. После тоа, во текот на летото, ја имавме и традиционалната тура на Лешница на 2 август. Потоа 10 члена од нашиот клуб се искачија на Алпи по повод 100 годишнина на нашиот клуб. Потоа ни следеше ноќно искачување на Љуботон, со кое одбележавме нешто поинакво оваа година. Сега во овој период ни предстои младински камп кој го организираме викендов на 11 и 12 октомври за деца и млади и ќе биде во село Вратница. И нашата главна свеченост всушност е на 15 ноември оваа година, каде што во центарот, во Домот за култура Илја Антески смок ќе одбележиме нашата 100 годишнина со една свечена академија.